15 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Почитувани, ве молиме исклучете ги вашите мобилни телефони. Ви благодариме. Ве молиме исклучете ги вашите мобилни телефони. Ви благодариме. Хубава вода. Овде ви е свежичко и не ми се оди. А и не сум веќе во години да одам нагоре надоле со раскантан камион. Не заборавате да ја кажете на вашата сна, в понеделник пак ќе дојдам. Од сега ќе идам само понеделник. Ќе ви свирам од патот. Ако имате потреба, излезете и мамнете ми. Вашата сна отиде на пошта? Да! И внука ви отиде на пошта? Не! Да, сега како се чувствува? Добра е, добра! Ние вълние. Може да ме замолам да уште една чаша вода? Што рековте, брашно не ви треба? Па не ли ви дадов список? Да, заборавив. Значи како што се договоривме в понеделник. Морам да одам. Не, морам да одам. Хајде, Едуардо, патот под нозе. Морам да одам. Поздравете ја вашата сна. И внука ви поздравете.
Ova mesto taka se vika. Ovdje je pusto. Naokolo nema nijedna kuća. Vije, kada ste trgnali? Od kada dođate? Odonde? Ako ste trgnale kon poštata, ke mora da se vratiti. A daleko li je poštata? Bi odale peški? Da. 2 časa odale. Blagodaran. Dovidovanje. Duvanje. Koji vi dozvoli da vlezete ovdje? Простете, но јас дојам токму во оваа куќа. Силвија! Те молам, не плашете се. Силвија! Извинете што сум несмелена, но татото е ужасно. Ова е куќата на професорот. Да! Професорот умре пред неколку месеци. Го знам тоа. Вие сте неговата вдовица? Не! Не сум! Тогаш сте неговата сестра Пија. Да! Јас сум Пија. Млада сте. А вдовицата е одсутна? Наскоро ќе се врати. А како е нисината ќерка господицата Силвија? Добре ли е, дома е? Не знам! Дозволувате да седнам? Убав е овој крај. Осамен, необичен, ама доста привлечен. Ние не сме од овде. Зошто земјата ви не е обработена? Поради козите! Се живо брста. Имате многу. Од нив живее. Кој ги пасе, кој ги чува? Па јас, мојата сна и внука ми. Немате коза. Немаме! Треба да се најдете. И куќата ми е убава. Убава е, но премногу е трошна. Кога ногите е ветровита, капаците тропа, бам! 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 Око не можеш да склопиш, а мојата внука се избезумува од тоа. Ништо полесно. Треба само да се качиш да го вртиш капакот и готово. Еве јас ми го сторам тоа за вас. Ама не е опасно, ние самите тоа ќе го направевме. Одавно живеете без нашо куќа. Да, скоро 5 години откако замина брат ми. А вашата стана не мисли да се премажља? Што сакате? Бев пријател со вашиот брат. Се најдов покрај неговата смртна постела кога ги изустуваше последните зборови кога почина во логорот во Атина. Се дружевте со него? Постојано бевме заедно. Од каде сте? Оддалеко од едно место на крајот на светот. Што сте по занимање? Учев, многу учев, размислував, се викам Анđело. А зошто не се вратите во својата татковина? Не се вратив затоа што не сакав да се вратам, сакав да дојдам тука и да влезам во вашиот дом. Дали мојот брат ве замоли нешто да ни соопштите? Ме замоли. Дали нешто мене ми порача? Тогашно девојчето. Значи на вдовицата. Мислам дека нема наскоро да се врати од поштата. А вие се разбира ја познавате? Не. Мојата сна сите ја обожаваат. Од секогаш сум се чувствувала некако мала, ситна која ќе се најдеш пред неа. Дури и капаците кога тропаат, велат Агата! 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 Вашата сна предпоставува. Да! По неизина вина скапуваме овде! Само кога би знаеле колку е ужасно тоа! Од останемош човек полудува, да се надевам дека наскоро ќе заминеме. А вие бевте офицер? Да. Јас сум наставничка. Предавам јазици. Многу патува. Цела година живее во Виена.
Дали некогаш сте биле во Виена? А никогаш. Убав град. Се друже со отмено друштво. Секоја вечер одев на театар, на приеми, на балови. Бев облечена во вечерни фустани. Животот ми беше целосен. А вие, дали знаете да танцувате? Знам. Веќе не сум таа жена. Овде некако подивев. Запоставена сум, ужасна сум. Не сте ужасна. Дозволете мажот тоа најубаво да го процени. Дали во Виена водите љубов? Ах, љубов, да вие сите сте исти. Ние се наоѓаме во слична положба. Јас бев таму долго без жена, вие тука долго без маж. Да, но заробеничкиот логор сигурно би било досадно. Па подосадно отколку вам во Виена, сигурно. Мажот посакува жена, потребна му е. Па нели, одамна сте пуштен од логорот? Не бев калуѓер. Мажот е по природа порочен, принуден е да греши. И јас сум таков по природа, едноставно морам да го правам тоа. Вие не можете. Што знам? На жената сето тоа не е толку важно. Сепак жената е жена, мажот е маж. На што друго може да мислат мажот и жената кога ќе останат сами, да? Машена си! Живееш со некого? Дали сте сами? Што? Што ви паке направи? Мојата снага само што не се вратила. Твојата снага беше кога прими под незивен поглед, дали ќе бидеш љубезна со мене? Ве молам, вие да тие работи овде градове досега поинаку. Значи ќе бидеш љубезна! Престанете ме молам! Се познаваме ни тоа и 10 минути, а вие веќе се осмелувате да... Поред! Простете, кога доаѓав овде, вие со куката нешто ловевте во бунар, да не ми паднало нешто на... Каде? Во бунарот. Една козија кожа. Ги имаме многу. Не можете да ја дофатите? Сигурно се закачила негде. И што ќе правите сега? А зашто ме прашувате за тоа? Затоа што сум по природа таков услужлив, би сакал да помогнам. Секако ова би го направил само за да ја придобијам вашата љубов. Никако за пари. Велите треба да се слезе во бунарот, а? Да, Како ќе го сториме тоа? па имаме скали. Не е опасно. Не. Навистина ли ќе го направите тоа? Вие мажите сте посебни типови. Не можам да разбирам како може еден маж да посакува со една жената. А Пита да не ја познава воопшто. Да не чувствува ништо кон неа. Ама баш ништо. Мене сето тоа ми изгледа животински. Сигурно не е опасно. Не грешете се. Блазен тебе мори, жено, што сама си спиш. Сакав да кажам дека на вас мажите е баш се едно. Може би сум било кој. Билки нема да кажете дека ми се допаѓа, а и зошто вам ви се допаѓа?
da mi Sigurno mrština zgreješ doljudila od glava. ženo Vjerojatno baka pusta u adresu seko jedna. noze Bez tamnije nekoj posebni obvrski. ajde Zašto da ne? Zašto da ne? da ispiješ postela da spremiš ženo tvoj tarana snaga ajde Wow! Погледнете што не долу. Ги има многу вакви. Сигурно се останете од времето на професорот. Вие сте неговата вдовица. А господицата е неговата керка, господица Силвија. Каква? Треба добро да се истријам, да не настигам. Инаку сум силен, но понекогаш изнемоштувам. Фатете го. А вие фатете на другата страна. Повлечете ми ги рацете со сета сила, секоја на своја страна, да видиме дали можете да ги раздвоите. Не би можеле да ги раздвојат ни четворица мажи! Силен сум. Треба добро да се чувам и добро да се хранам. Вистинско уживање човек да ме има под својот покрив. Колку што можам да забележам, сите три имате чисто и нежно лице. Жените во мојот крај се пегари и уште во младост им се обесуваат цицињата. Но сепак, прилично се добри за окреп. Си го знаат за најдот. Знаат како да ги задоволат мажите. Секогаш тебе се си бела мима и трпение. Тоа е моја доблест. Може би затоа ви изгледам помалку површен, но не сум. Склон сум на размислување. Ке речете дека премногу зборувам за себе. Морам! За да можете подобро да ме запознаете. Јас сушност чувствувам голема потреба за љубов. Во логорот тоа посебно ни фалеше. Во главата постојано ми се моташе мислата дека морам да ме посетам. Дека морам да ја видам оваа куќа. Домот на трите жени. Само жени. Сакам да читам. Сигурен сум дека и господицата е љубителна на убаво очекливо и дека ужива во него. Дали погоди? Погодивте. Знам и дека од чукањето на оној капан господицата ноќе не може око да склопи што ќе кажете на тоа. И тоа е точно. Гледате?
Јас знам се! Што е со вашите студии, како ви напредува студиите? Сега сте на распуст, така? Оваа година бев нешто болежлива. Мама ме задржа дома за да закрепи. Но се опоравивте, обравчињата ви се умели. Навистина ли бевте во логорот со мојот татко? Во мене се сумева? Во мене ли се сумева? Во мене ли се сумневате? Разговарам со него 3 години секој ден. Ми рече дека сака да се врати во оваа куќа. Најпосле кога свати дека тоа не може да биде, мене ми рече јас да појдам место него. Ги видов најубавите места на светот. Но некаква сила постојано ме влечеше овде, во оваа куќа. Сакав да се појавам во попристојна облека и да ви донесам подароци. Во Алжир, во најдобро снабдениот дукјан, за вас избрав парче свила. И тоа каква свила? За вас избрав 2 шишиња парфем од Париз. На Париж. Ме убедува дека тоа е најдобриот мирис. А за вас, како глава на куќата, беше ред да изберам најскапоцен подарок. Се одлучив за обетки со цена. Многу се трудев да ви изберам подароци кои ќе ви се допаднат. И ги избрав. Но не ги купив. Зашто во джебот лева скршена пара? Простете што се пошегувам со вас, на светот дека должност на мажот е да ги засвејува жените. А вие сигурно не сте весели. 3 жени, а баш никаде. Ни за лек. Никаде, баш со кого можете да се провеселите. А згоре на тоа и оној капак кој ноќе не видела ми. Пам, 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 пам. Сериозен. Која е целта на вашата посета? Една многу сериозна работа. Навистина бевте во логорот со мојот маж? Да, бев покрај него кога умираше. Имаше некоја порака за нас? Да. Тогаш пренесете ни ја. Да беше упатена кон сите, досега ќе ви беше кажа. А на која од нас си е упатена? Ва. Вас ве пратил мојот маж, а тој сигурно не ви ја кажал целата вистина. Јас него го замразив поради известна причина и повеќе не сакам да чујам за него. Мојот маж побегна од мене. Како што гледате пред вас стои една напуштена жена.
Всушност бев сама, дури и тогаш кога тој физички беше присутен овде, но јас тоа го сватив многу подоцна. Зошто мажот ви бе напуштил? Затоа што му беше срам. Се покажа дека е измамник, лукав дрдорко, лажко. Зашто тогаш се омаживте со него? Му верував. Се омажив за него, иако сите ме одвраќаа од тоа. Сите негови ученички лудуваа по него, во градот го сметаа за месија. Па зошто се доселивте дури овде? Моја идеја. Всушност побегнав од светот. Тој почна да стекнува противници. По почетокот тоа му ласкаше на моето самољубие. Ние двајца против целиот свет. Имав нешто готовина, му предложив да оставиме се, да го напуштиме градот. Тој ме прегрна, бевме потресени, возбудени, сами, далеко од сите, сами со нашите мисли, нашата искреност, нашата нежност. И така дојдовме овде. Деновите поминуваа еднолично, без промени. Може би, токму од таа осаменост нашите чувства почнаа да се гаснат. Исчезнаа, а ние двајцата останавме празни. Почнав да забележувам дека мојот маж повеќе не работи, се излежуваше. Со денови, со месеци не прозборувавме ни збор. Се се сведе на наедноставното. Ден, вечер, вечера, ветер и ние двајца. Тој почна да ме избегнува и тогаш двајцата замолчавме. Еден ден, мојот маж побегна од мене и повеќе не го видов. Едноставно исчезна. Никој не знаеше каде е. Сите мислеа дека некаде отпатувал. А јас никому не кажав што навистина се случи. Знаете ли вие дека вашиот маж многу често со мислите се враќаше овде? Да, се враќаше овде. Толку многу ми зборуваше за оваа куќа, што ми се чини дека веќе сум живеел во неа. Тој ме вида дека сум доверлив и ми рече: Вај, Анđело, вај, коеле трето ме месо. Појди да им се најдеш, врати се место мене. И сега вие мислите заради тоа што тој таму седе, што тропал, вие овде ќе си го обезбедите левот. Господјо, се работи за нешто друго, но барам начин како тоа да ви го објаснам, а при тоа да не напред. Предпоставувам што можел мојот маж да ви каже за мене. Дека сум смешна, дека сум Не, неодговорна. Господја, не! Вашиот маж многу ми зборуваше за вас. Зборуваше за вас повеќе отколку за куќата, повеќе отколку за керката. Најмногу за вас. Можам да кажам дека и за ништо друго не ми зборуваше. Знаете ли како луѓето се доверуваат едни на други? Најпрво им се смеат, потоа си кажуваат глупости, за да на крајот изнесат чуден случај. Па што тоа тој толку визна прикажал за мене? Господјо, таму пред нас вие бевте сосема откривени. Извинете на тој сосема разговор. Се јасно се гледаше. Јас слушавме секоја ваша воздишка. Признавам дека и мене тоа ме зафати и ме возневи. Кога стапнат на овој праг, вашиот лик ми беше непознат, но запалне и остана. Непријатно ми е да ве слушам. Сакам да кажам дека вие за мене не сте тајна. Само да не знаете која сте, јас и да знам. На смртната постела
sama si spiješ. Ajde, što mene čekaš, što sama si spiješ, ajde, što mene čekaš. Voda da mi izgreš, ženo. Ti blagodaran, prijatelje, za ovaj božestven dijalog. Se suglasuješ li, prijatelje, da ostanem ovde, barem dodeka ne naplasti Segota? Veli, deka se soglasuju. Slušajte, vi ne možete da se zadržite ovde. Sakate da kažete дека treba да се луби? Da. Добра ноќ. Не можеме да го задржиме. Овде сме сами. А и се што се случува. Ке ти упаде некој скитник, бегалец.
Ке те заколе на спијење, ке ти го запали домот. Ако останеше овде, ке немав мир. И сакала да знам, зошто не заминуваме во градот. Ти си виновна за се. Јас не сакам да се претворам во слугинка. По цел Божи ден само да рмпам. Зошто ти не рмпаш, газданице? Јас ке се заминам од овде. Ке се снајдам некако. Што е? Што гледаш? Го оставил куферот. Намерно го направил тоа ке се врати. Благодарам. Двајца другари се враќаат од Германија, направиле добра паричка. И едниот го прашува другиот, го вели: "Другарче бе, како ги направи парите?" И овој му одговара: "Измислив едно машинче, патентиран изум." И како бе тој изум? Али да ставаш една паричка, потоа го ставаш унатре, машината те работи подобро од најдобрата проститутка. По тебе гледаш, еден куп луѓе наред чекаат. Редици, пари, братче. А вика ти, бе, јас ја ги измислим машинче, слично на твоето. Само во моето се става една паричка, па го ставаш, па можеш да ставиш втора паричка, за да можеш да го извадиш. Еден човек излегал порано од работа, сакал да ја изненади супругата, поминал и до цвеќарница, се приближува кон дома, кога гледа, жена му се бавта со некој. Приоѓа поблиску, гледам из прозорецот, се бавта со кумот. Си вели, ај овој пат ќе реагирам смирено, нема да паничам, влегувам натре и вика: "Куме, ќе се напиеме ли по една ракија, куме?" Кумов непријатно гол, вика: "Ќе се напиеме, нема кад." После го прашува: "Абе куме, се работи ли нешто?" "Тук и там се работи." "Тук и там се работи." "Добро бе куме, а се дупи ли нешто?" "Па тук и там се дупи, тук и там." "Па куме, дупи таму, немој да дупиш тука да му се не види." Знаете ли која е разликата помеѓу соја и вибратор? Знае ли некој?
Нема разлика, бе, нема. И двете се замена за месо. А која е разликата меѓу жена и комареца? Комарецот досаѓа само лете. Тука ли е Силвија? Не, А кога ќе се врати? не знам. Некој типче си отишло на доктор, всушност на овој. И ја прашува на докторката, докторке, не знам што е. Како бе, што ти е, кажи си отворено. Абе, вика нешто, вич крипи, вика при онака. Како бе ти крипи? А вика така, вич крипи, провери. И докторката малце се обидала така рачно. И му вика на неба ме неч крипи. Бе, побрзо, тој одговара. И побрзо. И еден момент ја прави луп, нели, докторката и таа. Сега ме се обрика, како не ти е срам. За овие работи постојат бордели. Овде се доаѓа на лека. Ама таму ги земаат парички. Овде сини картончиња. Тогаш синот го прашува таткото, тато, абе што прават кучињева, тато, кажи ми што прават кучињева. Абе, тато, што прават кучињева? И тогаш татко му вика, слушај, на овој што е горе му се слошило, а овој што е доле му... Силвија, тука ли? Не, А кога ќе си дојде? не знам. 3 брачни пара. Еден полицајец и едно дете се сретнуваат од площад. После И сега вечерта децата да на го брачниот полицајец да бидат часовчичко полицајец. Следното утро, кој се сопрози се наоѓаат по лобито пред појадом. Мачо! Ти си измамник, тежок лажливец, симулант, лежи лего да те јадам. Ние овде за тебе работиме 3 месеци. Те чуваме, те храниме, ти даваме чевли, облека. А треба да земеме камшик и да те камшикуваме. Затоа што си дембел, лажко, бадјалчија. 3 брачни пара се И наоѓаат. полицајецот, нели, почнува да брака, ништо и срезала некој друг полицајец. И колега, што трчиш бе? Го извести ли стариот Едуард? Да, ќе свирне, а јас ќе се свирнам со куферите. Се ли е подготвено? Да. Се сеќавам овој костум. Тато го носеше во посебни прилики. Да, и јас се сеќавам. Анџело е доста покрупен од тато. Почнаа да го јадат молци. Вака барем некој ќе го искористи. Имаше нешто во краденецот на тато. Ама, тоа вам не ви е потребно. Затоа јас го зедов. А што тоа што си зела од краденецот на тато? Мамо, морам да заминам. И порано требаше да заминам. Во прашање се моите студии. Па и оваа запунина, пустелијава, од сето тоа во душава ми се вовлекува темнина. Ако останам овде, ќе се разбола. Да, мила, гледам дека сакаш да се видиш со пријатели. Да го напуштиш овој крај за известно време. Мамо, сакам да поразговарам со тебе. Добро, да слушам. Во последно време, малку зборувавме. Може би затоа не ни се укажа прилика. Никогаш не дојдовме до темата која, напротив, признавам дека ми се смачи. Дека ме вознемируваат одредени работи. Непријатно се чувствувам. Разбираш? Непријатно ти е што е овој човек овде? Да. Може би му треба време да се прилагоди на новата средина. Ма, тој никогаш ништо нема да работи. Тоа жетвата пат поднозе, ништо полесно од тоа да го извртаме. Но тој нема да си замина. Тој нема да си замина. А зошто да не си замина, нема дозвола за престој? Можеме да го пикнеме в затвор. Од таа страна можеме мирно да спиеме. Мамо, бев во пошта. А потоа во продавница.
чуваме. Велат дека не е добро што ние, трите осамени жени, го примивме под својот покрив. Светот зборуваше се и се што и тогаш кога те пратив на студии. Една девојка сама во градот меѓу толку мажи. Светот знае да биде гаден и патостен, не ме интересира кој што мисли. А јас? Важно ли ти е за мене, мамо? Зошто ме прашуваш тоа? Затоа што страдам. Тешко ми е што тој човек ја облекува костумите на тато и спие во неговиот кревет. Па не може да спие на подот. Да, но тоа мене не ми е пријатно. И поради тебе. Порано ми се чинеше како се уште да го чекаме тато, а сега како да сме го заборавиле. Мене ми се чини дека ти прва го заборави. Колку пати те слушам во првите месеци по неговата смрт како се смееш. А сега велиш дека страдаш поради тато. Па јас сум само керка! А јас жена и затоа не можам да го заборавам. Силвија, да ги оставиме оние работи настрана. А скоро ќе заминеш одовде, сите овие работи ќе ти станат ситни, неважни. Ќе се најдеш со пријателите, ќе се оттргнеш од мрачните мисли. Ќе се чувствуваш убаво. Мислиш здравствено. Ах, тоа мое здравје. Суденови сакам да поразговарам со тебе. Суденови сум уплашена, вознемирена. А зошто, ајде кажи ми, зошто се чувствуваш вознемирена? Пија. Што пија? Сметам дека овој човек е некако поврзан со Пија. Што сакаш да кажеш со тоа? Дека има нешто меѓу нив. Не е вистина, Анджело сака да се шегува. Силвија, да ги оставиме овие разговори настрана. Ги следев! А зошто? Зошто? Зошто ги следеше, зошто? Силвија, да ги оставиме овие глупости. Не верувам во тоа. Мамо, ги чув! Тоа не е точно. Не е точно. Ти уверувам, тоа не е точно. Си вообразила нешто, си замислила. Да не си го губиме времето попуст. Мамо, откако стапнав овде, ти цело време се правиш како да не разбираш што сакам да ти кажам. А што тоа сакаш да ми кажеш? Многу добро знаеш, мамо. Ти и тој човек, па вие не се трудите да го скриете тоа. Ти и тој човек и ти. Не мораш и понатаму да се преправаш. Не се преправам. Само те молам да го оставиме овој разговор настрана што не може да се води меѓу мајка и ќерка. Ве видов! Тебе и тој човек, затоа заминувам. Силвија, не си веќе дете. Мамо! Силвија, те молам, престани. Остави ме. Секој има право да биде малку сам. Ох, мамо, колку тешко ти паѓа овој разговор. Мораш ли да лажеш, да се преправаш, да се понижуваш? Што знаеш ти за мене? Дали некогаш си поразговарала со мене? Дали некогаш си се запрашала што мислам? Дали си убедена дека добро ме познаваш? А Пија? Каква врска има тоа со 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 Пија? Па ти го знаеш тоа подобро од мене. Ти секогаш знаеше се, но се помири со тоа. Дозволи да се случи таа гадост. Дозволи тој човек да те понижи и тебе и Пија, да ме претвори во две кобили од иста штала. Се согласи да се откажеш од своето човечко достоинство. Ако го утре, јас би требало да бидам третата. Ти би се согласила и со тоа. Потивко Силвија, Пија сигурно прислушкува.
кod звер. А што да правиме ако мене ми е пријатно да го слушам неговиот глас? Знам дека неговиот глас ти е пријатен. Го чув тој негов глас. Но го чув и твојот. Мислиш дека ништо не разбирам? 3 месеци го насетувам тоа. Не можеш да го одречеш. И не одрекувам. Ова самата го сакав. Признава ме поднесевио да се почувствува во самена. Повикува и другија јас не се одзивам. Ова самата го сакав. Не можам да го поднесам ова. А кој те тера да поднесуваш? Оди си Силвија. Мамо, знаеш ли што се зборува во селото? Дека и јас сум негова. И јас, замисли. Пред известно време, ветурав по фиоките на тато. Го најдов неговиот револвер. Тука ми е во чантата. Оди си Силвија, ова не се однесува на тебе. Мамо, да отпатуваме. Дојди со мене. Не сакам. Мамо, те молам, дојди. Не сакам! Јас ќе го прекинам ова. Ќе го убијам! Ќе го убијам! Зошто викаш? Зошто се однесуваш вака? Зошто дојде и ми изнакажа сешто? Зошто? Зошто не отпатува? Зошто не отпатуваш? Зошто? Некој ме викаше? Драга Силвија! Стануваш? Не ќе заминуваш. Не заминуваш? Ќе останеш. Убаво од тебе. Драга Ќе Силвија! зборувам со тебе отворено. Те бара. Почекав момент од кога ќе останеш сама. Сакам да поразговарам со тебе пред Пред ова ова твое проклето заминување. Знам дека ме презираш. Во право си. Горда си, во право си што си така. А гледам дека си тажна, навредена А ти си премногу и млада. нежна за да можам да го дозволам тоа. Затоа дојдов овде. Морам да поразговарам со тебе! И јас сум вас. Со мене? Баш сум среќен. Драга Силвија, Пречувствувам дека имаш намера да да ме ме прекоруваш. Убаво, ќе ги издржам твоите прекори. Свесен сум дека на погреши. извесен начин. А може би погрешија Твојата мајка и твојата тетка, па и тие не се безгрешни, како и да е сега ќе се обидеме. Идеме да го поправиме тоа. Убеден сум дека Нема да отпатуваш. што те мачи сега. Костума на твојот татко. Се согласувам, Силвија. Се согласувам. Се согласувам со тебе. Се согласувам, Силвија. Не беше убаво од моја страна да Не е убаво од моја страна, кога ги присвојувам тие Тоа работи. се сепак костумите на твојот Тебе тато. тоа те боли. Тоа те воли, нели? Еве ветувам дека... Ветувам дека повеќе Тие нема да костуми ги ќе добрам. останат. Тие костуми за секогаш ќе останат. Костуми, Твојот татко. Твојот татко. Тоа Нема нема ни да ги допрам. само тоа, нели?
Тоа говореше? Се согласувам, Силвија. Наполно се согласувам. Се согласува. Не беше убаво од моја страна да ги Силвија. допијам. Не е убаво од моја страна да ги Посудите на твојот тата. тата. Тоа не боли. Тоа те боли, знам. Ветувам дека тие појшли да останат костови на твојот тато. Костови на твојот тато. Тоа не говораш. Се согласува! Се согласува, Силвија! Не, моја страна, Беше убаво од моја страна. тебе тоа те боли. Тоа те боли, не ли? Ветувам дека Ветувам дека повеќе нема да ги допам. костови на твојот тато! Тоа говореше! Само тоа! Некој ме викаше. Анđelo! Таа има пиштол и сака да те убие. Ти благодарам, Пија. Ова е многу важна информација. Можеш да си одиш при. Сакаш да ме убиеш? Сакаш да ме убиеш? Оди си, Пија, можеш да си одиш. Сакаш да ме убиеш? Сакаш ли да ме убиеш? Да! Сакаш да ме убиеш? Да ми го одземеш животот? Пија, таа ме мрази. Ме мрази. А додека е жива, животот ќе ми виси на конец. Ќе бидам во опасност. Ме мразиш, а? Ме мразиш. Каде сакаше да го ставиш пиштолот? Драга на тилот! На тилот ти сакаше да го ставиш пиштолот! Сакаш да паднам со лицето напред. Да ми испопаѓаат забите. Тоа го сакаше? Сакаш да лежам на подот како скршено јајце? Тоа го сакаш? Сакаш да бидам целиот облеан во крв? Сакаш мозокот да ми се растури? Тоа ли го сакаш? А потоа... Имаш оружје? Имам. Курво! 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 Распио! Сакаше да ме убиеш. Да ми го одземеш животот сакаше. Тоа ли го сакаше, Силвија? Курво! Распио! Курво! 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 Сакаше да паднам со лицето нанапред. Да ми истопаѓаат забите сакаше. Да лежам на подот како скршено јајце. Тоа ли курво? Курво! Сакаше да ми се истори мозокот! Курво. Курво. Курво! Курво! Се покажав како вистински дивјак. Се срамам. Се гадам од својата постапка. Нашата кутра Силвија сакаше да ме... Таа е болна. Навистина е болна. Треба нешто да се направи, треба да се излекува. Зошто не умрам? Веројатно, таа кутрата ме мразила. Таа омраза се јавила заради осаменоста.
Само исклучително яките можат да поднесат осамеността. На другите в главата им се мота гнасни мисли, кои ми ја трујат крвта, им го поматуваат умор, па може да можеш ли да не... Кутрата Силвија премногу е слаба за да направи такво нешто. Премногу е нежна и чувствителна. Кутрата Силвија, осудена да биде изопачена со текот на времето, осудена да биде излажена и смејана. Зошто не умрам? Не знам дали тоа сон, и го съм мислила. Сега беше вече нашето утро, девојче плаче се. Тропањето на капакот лопо, тоа секогаш го вознемируваше нашето девојче. Наодеднаш стана и ми рече: Одам да го симнам капакот. Но, драга Силвија, тоа е премногу опасно. Може да ти се случи голема несреќа. Таа се насмеја, Джесус се насмеја и ми рече: Драги Анджело, нека биде како што е судено. Во секој случај, повеќе нема да го слушам тропањето на капакот. И ќе се одморам. И ќе се одмора. Мамо, еден ден бев толку очена, одеднаш се ми се смачи. Отидов кај него, затоа што имав намера да го избрекам од нашата куќа. Тоа беше мојата пропаст. Мамо! Кога беше малечка, многу те сакав. Беше толку мила, нежна, чувствителна. Те сожалува. Анджело! Каде отиде Силвија? Зашто мене ме прашуваш? Јас знам колку и вие. И имаме ли право да се мешаме, нека биде како што е пишено. А ти, Агата? Што ќе кажеш ти на Севола? Сега тебе ти е редот да зборуваш. Кажи нешто до Бога, таа ти е керка! Сигурен сум дека ништо не се случило. Но сепак чувствувам некаков притисок во градите и малку сум вознемирен. Но што да се прави? Тешко е да се виде невин, човечен, а при тоа жив. Како можела да помисли на такво нешто? Како? Зошто? Зошто би го направила тоа? Анджело! Па ти си ужасно глупав! Зошто? Од страх си отупавен. Девојката се обиде да се самоубие затоа што е влюбена во тебе. Што? Агата! 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 Агата, појди, викни ја до мене, Агата! Агата, брзо! Брзо донеси
Нашето мило девече вечерва нема да отпатува. Никогаш нема да отпатува. Едуардо ќе дојде и ќе си оди. Силвија ќе биде добро, ќе се смири. Ние четворицата ќе живееме сложно. Што е? Што е? Што е? Повеќе би сакале вечерва овде да паднеше крв. Тоа ли? А таа злоба, таа проклета надменост и гордост. Зашто мораме се да пропастиме? Кој не тера да се дразиме? Во животот на Бравка не сум згаздал. Зашто мораме да бидеме свинепи и зли? Нашите души и нашите намери во суштина не се злобни. Нашите души не подсетуваат на мало дете кој не е подава раката. Сега ми доаѓа да се самоубијам. Го слушаш ли раката? Поглец! Па ти ги разори нашите животи. Пија донеси ми во куферот, ке си одам. Ке го искористам доаѓањето на Едуардо и ке си одам. Ти ке си одиш. Каму таа среќа? Каму таа среќа? А што е? Мислиш дека сакам да останам овде? Отворен, со злоба и со зајадливот? Тоа не мислиш? Ке си одам! Што си наумила? Ке си одам! Почекај, Нема што да чекам, ке си одам! почекај. Уште ништо не е решено. Нема што да се решава, баби е поважно да одите до крајност. Баби сте поважни предрасудите отколку моето пријателство. Ке си одам! Почекај, мораме да се објасниме. Немаме што да се објаснуваме. Чиста случајност е што сум жив, а сега се смртевте против мене. Сакате да ме понижите, тоа ли? Никој не се обидува да те понижи. Неблагодарни сте. Злобни! Почекај. Не можеш туку така да си заминеш. Сепак со месеци живееше овде, почекај. Не ме интересира светот. Се заклучете! Никој не ни треба. Ке бидеме сами. Ке бидеме слободни, слободни! Вечерва ке приредиме забава. Извадете го на рибавото што го има оваа куќа. А јас ке слезам во бунарот за да земам уште од оние шишиња. Вчерашната забава ќе ја приреди на нејзина чест.
Облечете ги најубавите пустани. Масата постелете, а со најубавија чаша. Послужете со најубавите чаши. А ти, Агата! Остави ме мене, јас сум веќе остарена. Не си ти остарена, добра си ти. Е пертеке со на фоджито да questo mondo malato. Заради тебе останав овде. Во мојот крај има еден обичај каде што навечер жените не ги пуштаат да одат сами. И зошто? За да не го сретнат ѓавол. Сите знаат дека жените сакаат да водат љубов со него. Што прават тогаш? Одат по патот. И ако има месечина, кај својата сценка забележуваат уште една. Ги следи непознат патник. Што им вели? Ништо. Ги душка да види дали мирисаат на чадо до огниште. Ги мириса. И што ако мирисаат на чадо до огниште? Тогаш бега од себе. Бидејќи си тоа добри жени, домакинки, теткички. А има и такви кои не мирисаат на ништо. За таквите се вели дека мирисаат на ветер. Тие се често невесели, копнеат. Агата, ти наликуваш на нив. Таков свој жени посакува ѓаволот. Мажите водат со нив љубов страстно, а жените ги убиваат. Тие жени не се плашат од ѓаволот. Тие одат со него. Што се случи? Ништо, се отпуштија скалите. Фрли ми јаже. Еве веднаш. Го најде? Почекај го барам. Fish bacala. Сакате нешто? Не, мамо. Ништо не сакаме. Бевте по млеко? Си. Денови веќе мораме да ги избереме алиштата. Добро, мамо. Мамо, помалку се плашам. Па зошто знаеш и самата дека ова е шега? I love how you dance the room.
in the Fiji. Se murti, ga obesi u nosa. No, ne zboruvate 2 časa. Da, Pa, što pravi seba? razmisluma. A, zašto predlagu gledaš? Zato što se ušte nemaše shvateno. Pa, što to nemam shvateno? Neka se dove šega. Igra! Igra! Ama, vete 2 dena i 2 noći. Pa što se tušno 2 dene i 2 noći govorila da ne mu bilo podobro? Pa bu narodima šišinja sa rakija. I pije. Pije. Se opiva. Da. A, tu tak matre. Verovatno tako po vrhu mu mine vreme to. Ne griši se njemu je lošo u bunaru. Uverene smo to. Normalno neka sum. A znači, nema opasnost. Ama, vete 2 dena i 2 noći. 2 noći i 2 dena. Nešto pomalku ostavi gušte malku. Saka što da mu vide za pamet, nili? Da! Taka i mu treba! Mambo! Italiano! Mamo, zašto ne go vikneš? Vikni go, mamo. Da mogu čujeme glasu, da čujeme što saka. Vikni go, mamo. Podobro ne. Ako čuje da ima nekoj korebar z bunarot, to baš se vas nemiruva počnuva da vika da zboruva. Misli da ga to i nekoj će mu odgovori. Ako ništa ne sluša, to baš se plaši. Se plaši. Silvija! Silvija! Znam дека si ti. Odgovori mi, te čuv! Odgovori mi! Odgovori mi! Odgovori mu ti. Ne vika mene. Pija, da li si to ti, Pija? Pija, te slušam. Pija. Pija. Pija! Ne možem da izdržam, ne možem da go slušam. Vrlete mu jaže i neka završi ova komedija. Ti frli mu jaže. Pija! Pija! Ne možem da go slušam. Na seka da se slušam i opatot se slušam. Nekoj ke pomine i ke go čuje. To ne je točno. To ti sakaš da go čuješ. Ti go slušaš i koga to i molči. Pija, Silvija. Zašto? Zašto ne vika samo nas dvete, a ne te vika i tebe? Zato što znaje neka s ove zvete bolesnuti izleze na kraj. Pija, Silvija! Ako sakate, može me da go zatvorime bunarom. Se razbira. Može me. Pomalku će se sluša. Nemojte da go zatvorate. Тука е Агата, нели? Знам дека и таа е тука. Вешта шега морам да признам. Обраснав овде долу. Овде немам прибор за бричање. Среќа што имам барем за пиење. Побрзајте, ги се ќе испијам и на вистина добро ќе се натрескам, ќе почнем да кршам, да пеам. Блазе, тебе моли, што са носи. A zašto? Zašto mu ga napravivme ova? Samijom si kaža. Zato što veše drzok. Sida 30 oglasihme nova. No, сега веќе е доста. А сега ќе го извлечеме, нели? Така е. Ajde, vednaš!
Silvija! Milo, Silvija! Jaže, Silvija! Frli mi jaže! Te prekolnuvam! Taki me ubije! Tvoja ta majka! Ta se ovdje da crkram! Brzo mi s nebova sila! Brzo, Silvija! Pija! Pija, ke otpatuvam! Ke zaminam, ke što nam sve što sakate! Ne dozvolujte da umrem ovdje! Smilovajte se! Ubici! Ubici! Ke izlezam od ovde i ke ga rasparčam. Ke me obesam! Ubici, ste se dogovorile protiv mene, ubici. Vije ги откачихте скалите. Вие! Ubici, ke me obesam! Ke me rasparčam! Ne, točno, slučajno veže. Ubici! Dajte go kapakot, da go zatvorime bunarom. Brzo! Ke me obesam! Sekačula, gospode, mene mi je strah. Ke me rasparčam! Da frli me nešto, da frli me kamen! Ubici! Što da pravime сега? Jaz nisam vinovna, jaz ništo ne napravim. Ubici! Ne! Nijedna od nas ništo ne napravi. Jednostavno tako se sluči. Se sluči той да дойде овде. Кой го викна? Се случи скалите да се отпущат. Сами падна, никой не ги допре. И сега той си завъртал во умот дека ние сме виновни. Што треба да направиме сега? Да му помогнеме? Не. Смешно. О, Боже, jaz ке си заминем од овде. Оди си и ти, Силвија. Тргнете двете. Веќе ни миг не останувам овде. Се имам спремено. Ова куќа за мене секогаш беше како затвор. Така е. Оди си, мила. Оди на вечера во балски пустан во Виена. Јас ке си одам. Овде од тебе се плашам. Пија! Силвија! Не дозволувajte и да го направи ова. Секогаш ве смејуваше, ве презираше. Таа е виновникот! Таа е виновникот! Таа е виновна. Ти си виновна. Таа е! Така е. И јас сум виновникот. Од самиот почеток ти си виновна. Ти му ги тргна скалите. Така е. Токму тоа го сакав. Мораше еднаш да заврши се. Не верувај, Силвија! Тоа го стори од љубомора, затоа што тебе ти беше љубоморна! Може би и тоа е точно. Овој човек толку ме понижуваше заради тебе, Силвија. Може би го стори тоа од љубомора. Силвија! Таа го уби татко ти! Точно е! Толку ме мамеше и понижуваше, најпосле си ја смирувам душата. Од секогаш се плашам од тебе. Ти си ѓавол од жена. Сите не унесреќи. А најмногу себе си. Лесно ми се даде! Така е, признавам. А потоа ми ја турна в постела твојата золба! Признавам и тоа го направи. А потоа својата ќерка! Сите три смиевте со мене! Сите три! Што е? Јас не можам да си одам и да го оставам во уме. Веќе не ми е гајле за никој. Не ми е грижа ни за тебе, ни за себе, за никој. Сакам само едно. Тој да излезе. Не можам да живеам без него.
Може би сум бремена, сакаш да кажеш. И јас бев бремена. Тебе те носе во утробата. Сега ми се гади од тоа. Но тоа што да зборуваш не е точно, Силвија. Не е точно, претеруваш. Зошто дојде на овој свет? Зошто не умре летово? Сите мислија дека нема да преживееш. Оди си, Силвија! Агата! Би сакал да поразговарам со тебе, Агата. Те слушам, Анџело, кажи. Значи ли дека морам да се помирам со судбината? А и јас се помирам со судбината. Да, но ти го сакаш тоа? Не верувам. Мислам дека само прифатив. Значи треба да останам во бунарот и тука да умрам. Ми се чини дека поинаку не може да биде, Анџело. Тешко ми е. Се плашам да умрам во оваа темница. Се уште сум млад. Мислиш дека мене не ми е тешко поради тоа? Животот без мене ќе ти биде безсмислен, Агата. Животот без тебе ќе ми биде безсмислен. Па тогаш зошто? Зошто го правиш ова? Се може да се измени. Немаме веќе време, Анџело. Но вака правиш злосторство потешко и полошо од се оно што е веќе направено. И тоа се случува. Твојата душа веќе никогаш нема да се смие. Роколната си и осудена за навек. Кутрата Агата. Кутрата Агата. Кутрата Агата. Кутрата Агата. Не верувам во милосрдие и простување. Јас сум мрачна дамка на светлината, јас сакам тежината на таа мрачна дамка. Еден ден, додека Силвија беше уште дете, момчето донесе овде едно јаре да го закола. Го закола овде на каменот, заривајќи му нож в грло. Го закола, го одра, му ја распаре утробата, покрај него стоеше сад полн со црна крв која испаруваше. Јас му помагав, рацете ми беа крвави. Одеднаш се завртев. И стоеше на прагот. Гледа, очаните со ококорени очи, прсна во плач, каков ужасен плач. Не можев да те смирам, не знаев што да направам, не можев дори ни да те прегрнам, зашто рацете ми беа крвави. Со сатите молев те, проколнував, клечев на коленици и ги ведев дека тоа не е вистина. Најпосле заспа. Тогаш и јас почнав да се тресам и да плачам. Си ветив себе си дека ти нема да бидеш таква. Девојчето такво нема да биде. Девојчето ќе остане чисто, девојчето ќе се спаси. Мене ќе ми остане крвавите раци, тој сад со крв, смрт, земја, месо. Мене ќе ми остане та животинска јата, проклетство, тој пунат, не девојчето не. Тој ќе се спаси, ќе замине, ќе живее далеку. Оди се, Силвија!
Се разбира дека така. Мојата ќерка патува, мојата золба ќе ја придружува. А ви? И јас останувам овде. А оној странецот? Отпатува. Епа ајде. Епа ајде. A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the chansons. But wait a minute, something's wrong. In the feet, mambo, it's But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you gotta crazy, do the mambo like a crazy one. Hey mambo, don't wanna tell it that I ain't mambo. No more mozzarella, ain't mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish bacala.